Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Бики, знаеш што ни е тема денес, а? Појма немаш. Кирилица. Тоа е денешната тема. Ајде да правиме анкет. Ајде мрден што бе гледа. Зошто го празнуваме денот на сесловенските просветители Кирил и Методи и тоа во Рим? Во Рим, Да. основно положници на македонскиот јазик. Зашто во Рим? Па претпоставам затоа што моштите нели таму се. Се знае кои се Кирил и Методи и токму таму е чествувањето. Зашто во Рим? Затоа што се признаени од папата пред се, тие всушност се измислиле кирилицата. Тие ја создале глаголицата. Они ја направиле кирилицата, они ја имаат напишано и поради тоа. Тие ја создале нашата азбука. Македонски учители, што го напишале македонската кирилица и глаголица. Не се само наши, туку светски се. Кажи ми, дали Кирил и Методи треба да бидат символ за зближување со другите земји кои го почитуваат нивното дело? Апсолутно треба да се почитуваме. Па мислам дека треба да бидат. Треба. Ќе се обединиме со другите народи. Повеќе ќе се зближиме. Тие се представништво на православието, така да окей да бидат символ и на, не знам, и на останатите словени. Па не мислам дека ќе треба да биде символ за зближување со бугарите, бидејќи пред тие биле македонци, тие го основале македонското писмо. Па сише, треба да живееме. Ако не живееме заедно, се ни джаве. Значи, Така. кога они ја создале, Така. посебно кај словенските нели народи. Кажи ми, дали денес имаме потреба од нови посовремени просветители кои ќе шират дигитална и медиумска писменост? Што мислиш? Точно треба да. Ни треба, да. Мислам дека треба тоа да се прошири. Па мислам дека иако дигиталната и медиумската писменост е супер нешто, би требало да се остане со класичната. Јас сум за силно што е хардкопи, што би се рекло, многу виртуелниот свет, не го разбирам и виртуелната технологија. Има писмен народ во оваа земја, така да не сум приметил дека има многу неписмени. Апсолутно секогаш се добре дојдени сите, но јас повеќе би сакала да кажам да се обрне повеќе внимание на зачувување на литературниот јазик. Имаш профил на социјалните мрежи? О, да. На кирилица или на латиница? А на латиница ми. Да, дали би го сменила на кирилица? Па би го сменило на латиница. Да, дали би го сменила на кирилица? Па мислам дека не, затоа што мојата работа е интернационална. Па и на латиница и на кирилица. Опочесто се користи латиницата, така да јас би го ставила на латиница. 100%, ако не 99% од моите објави се на кирилично писмо, исклучиво на кирилица одговарам. Не користам кирилица на социјалните мрежи, користам латиница, како што и сите користат латиница. На латиница. За жал. На латиница. На кирилица или на латиница? И на двете. Најчесто пишуваш на кирилица или на латиница? На латиница. Дали македонскиот јазик и кирилицата ќе опстанат или ќе исчезнат под налетот на вештачката интелигенција и глобализацијата? Што мислиш? Мислам дека не би исчезнале никогаш, ние самите ако дојде до исчезнување, тоа ќе биде ради наша вина. Не мислам дека ќе исчезнат, мислам дека ќе останат уште подолго. Не, нема да исчезнат. Тоа сум убедена. Нема шанси да исчезнат. Сигурно уште еден милениум, барем ја така претпоставам. Не верувам дека може некако да исчезне македонскиот јазик и да го замениме со некој друг. Па доколку си го почитуваме јазикот и азбуката, не би требало. Можно е да исчезнат, ама ние треба да се трудиме за да ги задржиме и да ги сочуваме. Сепак ние како народ треба да го штитиме и да го чуваме тој јазик. Мислам дека би требало да останат бидејќи сепак тоа е дел од нашата култура. Ја мислам дека за едно 150 години ништо од тоа нема да има. Тука ќе живеат некои нови луѓе, ќе зборуваат некои други јазици. Апсолутно не мислам дека вештачката интелигенција напротив може само да допринесе за збогатување и за зачувување на македонскиот јазик или македонската култура. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.